Дневник на ТВ Плюс, започнуваме веднаш по кратките најави. Поранешниот задружен дом во Младо на Горичане ќе се реновира со европски пари. Синдромот на компјутерско гледање постои во Куманово. Повеќе од 10 луѓе годишно во Кумановско заболуваат од хепатитис. Селото Младо на Горичане наскоро ќе добие туристичко-информативен центар на местото на поранешниот задружен дом. Грантот од 275.000 евра општината Старо на Горичане го добила како резултат на меѓуграничната соработка со општина Рила, Република Бугарија. Вкупните средства одобрени од Европската Унија за заедничкото аплицирање на Старо на Горичане и Рила изнесуваат половина милион евра. Со европски пари ќе се реновира поранешниот задружен дом во селото Младо на Горичане. Грантот за реконструкција и преадаптација на овој објект општината Старо на Горичане го добила како резултат на добрата меѓугранична соработка со бугарската општина Рила. Ние го добивме и сега грантот, проектот од 500.000 евра за изградба, односно реновирање на задружниот дом во Младо на Горичани, каде што домот ќе го претвориме во туристичко-информативен центар. Тоа е заедничко аплицирање меѓугранична соработка на општина Старо на Горичане и Рила. Според најавите на градоначалникот Стојковски, градежните работи околу обновата на задружниот дом ќе започнат на есен. Сега ќе дојдат за задружниот дом, што рекол, за меѓуграничната соработка, да го видат објектот на лице место. Тоа е баш ово на состојба во кој го имаме пријавено, но пред да потпишеме договор, ќе дојде делегација од Европската Унија од Бугарија. Така да, мислам дека и на есен ќе почне со градежни работи, што се однесува до овој голем објект или голем проект што го има. За реконструкцијата на овој речиси руиниран објект во Младо на Горичане, од вкупните одобрени средства преку меѓуграничната соработка ќе бидат искористени 275.000 евра, а останатата сума е наменета за обнова во општина Рила. Мигрантот од Алжир со изгореници по телото вчера од Куманово е префрлен во Скопскиот ургентен центар, информира полицијата. Според СВР Куманово, вчера изутрина околу 8 часот на железничката станица Табановце, наспроти кампот за мигранти на третиот колосек во вагон на товарен воз, се крил мигрант од Алжир. Истиот дошол во допир со високонапонски кабел, при што се здобил со повреди. Од страна на екипа од Идна медицинска помош Куманово му била укажана лекарска помош, но поради сериозноста на повредите веднаш бил упатен во Скопје. Од страна на екипа од СВР Куманово излезено на местото на настанот и товарниот воз бил задржан поради вршење на увид. Останатиот железнички сообраќај не бил во прекин. Полицијата во текот на вчерашниот ден бележи уште еден настан. На регионалниот пат Куманово село Лојане се случила сообраќајна незгода во која 22 годишен жител на Лојане, управувајќи патничко моторно возило марка Seat Toledo, изгубил контрола над истото и излетал од патот. Во незгодата тој и неговиот 19 годишен сопатник и сосиланец се здобиле со тешки телесни повреди. Во општата болница Куманово им била укажана лекарска помош, но поради сериозноста на повредите возачот бил пренесен во ургентен центар во Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидната екипа на СВР Куманово. Синдромот на компјутерско гледање веќе се разгледува како сериозна закана по здравјето на човекот во светски рамки. Специјалист офталмолог доктор Лела Петрушевска-Велкова посочи дека се поголем број на граѓани во Куманово страдаат од оштетување на видот поради прекувремено работење на компјутер, а исто така бројката на деца кои ги имаат истите проблеми е загрижувачка. Модерниот начин на живот, користењето на современите помагала како што се компјутерите, телефоните, таблетите, во голема мера влијаат во оштетувањето на очите. Здравствените нарушувања кои што се јавуваат може да бидат проблеми со очите, како и оние со мускулно-скелетниот систем. Последиците во однос на мускулно-скелетниот систем може да бидат болки во вратен предел, во рамен појас, како и во рбетот, а во однос на очите најчесто се чувствува замор, нарушување на фокусот, болки во пределот на слепоочницата и во челниот предел. Специјалистот офталмолог доктор Лела Петрушевска-Велкова
посочи дека голем дел од професиите кои што постојат во современиот свет се врзани за користење на компјутерот. Исто така загрижувачка е бројката на мали деца и адолесценти кои користат таблети или мобилни телефони, кои се мали и потешкотиите за концентрација и фокусирање дополнително го оштетуваат видот. Возрастни секако доаѓаат луѓето кои што работат по 8 часа со компјутери, 70 до 75 до 80% ја имаат таа проблематика. Значи, во Американската оптометричка асоциација постои посебен ентитет за оваа проблематика, е наречен Computer Vision синдром. Значи, синдром на компјутерско гледање. Значи, веќе постои како посебна единица, како посебна нова болест е ова болест која што ги зафаќа во голема мера луѓето кои што работат со компјутери. За жал, секојдневно имаме барем по 5 деца имаме секојдневно кои што ги имаат проблемите со користење на таблети и телефони. Како посебно оштетување на очите за време на летниот период покрај работата на компјутер, Петрушевска-Велкова ги посочи и клима уредите кои што влијаат на сушење на очите и очниот филм. Таа истакна дека граѓаните не треба да ги игнорираат знаците на синдромот и да ги следат инструкциите на офталмолозите со цел да ги избегнат несаканите последици. Долготрајно користење на компјутер, долготрајно напрегнување на очите со користење на компјутер води до така наречен акомодативен спазам, односно грч на очните мускули, кој што, ако не се спречи на време, може да доведе до миопизација, односно кратковидост и потреба за носење наочари, во народ познати минус наочари, кои што доколку дојде до нивно користење, веќе тоа остануваат очила за цел живот. Доктор Петрушевска-Велкова апелира особено за децата до 10 години, како и адолесцентите, да ги користат компјутерите, таблетите и мобилните телефони еден школски час наутро и еден попладне, како би ги избегнале штетните дејствија во однос на видот. За повозрасните кои што немаат избор и мора да работат на компјутер на работното место, да се придружуваат кон препораките за заштита. Само би упатила еден апел до граѓаните кои што работат, возрастната група, која што работи, работното место им е по 8 часа на компјутери, значи единствено нешто, освен преглед кај лекар и евентуална неопходност од очила, би советувала луѓето кои што немаат проблем со видот, значи да си носат заштитни наочари, како што споменав, со антирефлексно покритие, користење на вештачки солзи и многу важна работа, на секој час работа компјутер, 5 до 10 минути гледање во далечина. Значи, доволни се 5 минути во далечина гледање, за да дојде до опуштање на очните мускули и повторно тие очни мускули и очи да бидат способни да продолжат со работа. Синдромот на компјутерско гледање веќе се разгледува како сериозна закана по здравјето на човекот во светски рамки. Невладината организација ХЕПТА и Општинската организација на Црвениот крст денеска го одбележаа Светскиот ден за борба против хепатитис. Мотото под кое се спроведува кампањата годинава е елиминација на заразната жолтица до 2030 година. Во Куманово секоја година се регистрираат повеќе од 10 новозаболени лица од заразната жолтица. Заболените од вирусот најчесто потекнуваат од селските средини. Од 10 до 12 новозаболени случаи од хепатитис се регистрираат во Куманово речиси секоја година. Заразната жолтица, особено од типот А, најчесто се појавува во кумановските села, посочија од невладината организација ХЕПТА на денешната трибина одржана во соработка со Црвениот крст по повод Светскиот ден за борба против хепатитис. 28 јулија прогласен од Светската здравствена организација во 2010 година. Мотото под кое се спроведува кампањата годинава е елиминација на заразната жолтица до 2030 година. Надлежните порачуваат дека секој треба да се тестира доколку постои најмало сомнение за болеста. И двата типови на вирусот, Б и С, не оставаат имунитет. Потребно е, значи, може повторни реинфекции, но го оштетуваат црниот дроб, при што доведуваат до неповратна цироза и до хепатоцелуларен карцином, значи карцином на црниот дроб, а единствена терапија за цирозата и за карциномот е всушност трансплантација на црниот дроб. Б може да се пренесе и при посета на стоматолог, Б може да се пренесе и при хируршките интервенции, може да се пренесе по акупунктура, може да се пренесе при тетоважата,
пирсингот, значи, но доколку се одржува и онаа минимална хигиена, тогаш се превенира заболувањето. Трансплантација на црниот дроб во Македонија не се прави, туку само во одредени држави, тоа доколку се најде соодветен дарител, вели Сјановска, но затоа пак кај нас постои терапија која е на позитивна листа и доколку навремено се лекува пациентот, се постигаат добри резултати. Според испитувањата на инфективната клиника во Скопје, од 69 до 80% од терапиите на пациентите завршиле успешно, велат од Хепта. Ако збориме за жолтицата тип А, значи што треба? Треба да одржуваме личната хигиена, треба да имаме хигиенски исправна вода за пиење и трето да имаме хигиенска диспозиција на отпадните материи. Тоа е основно. Незамисливо е денеска во 21. век да се уште имаме училишта, градинки, каде што немаме хигиенска диспозиција на отпадните материи, каде што малите деца не може да одржуваат својата хигиена. За Б и С е всушност превенцијата. Превенирањето е многу лесно. Инаку од 2004 година во Македонија задолжителна е вакцинација за жолтица Б за сите новороденчиња, која се пренесува преку сите секрети на човековото тело, а вирусот С се пренесува исклучиво преку крвта. Кога власта има пречки во однос на имплементација на проекти, секогаш е виновен некој од страна, истакна првиот човек на Куманово Зоран Дамјановски, одговарајќи на обвинувањата од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН дека локалната самоуправа ја кочи изградбата на спортската сала која треба да се најде во дворот на училиштето Перо Наков во касарната Карпош. Тој нагласи дека овој проект повеќе од година дена стоеше во место, бидејќи било замислено изместување на канализационата мрежа. Они донесува проект во кој изведувачот даде една позиција каде требаше да се срушат 3 бараки, каде ќе изгубиме место за настава на училиштето негде кои беа сместени, бидејќи знаете само таму позицијата на училиштето не дозволува толку голем број на ученици во самиот објект, така да имаме настава и неколку монтажни објекти кои се во школскиот двор. Значи, за да не дојде до такво нешто, кај не можеме да го регулираме по тоа, требаше да изместиме салата и да не сечеме некои дрва во однос према автопатот, ја помениме салата за 10 метри назад. Тоа значи нова планска документација, меѓутоа треба и да се направи изместување на канализационата мрежа која со пореметување, померање на салата доваѓа испод самата спортска сала. Ние за тоа направиме проектна документација, објавиме тендер, имаме изведувач и изведувачот треба да почне од понеделник со изместување на таа канализациона мрежа. Сакам да го прашам председателот на Општинскиот комитет на ВМРО, зошто 5 години не се имплементираат парите од ДБРД кои се наменети за канал 3,5 милиони евра? Зошто 1.700.000 евра проектот на водово се чува во ФИОКа со сита припремена техничка документација, тоа се 10.000 речински водомери, протоколмери, дефектомери и така натаму. Зошто не се пушта 500.000 евра канализационата мрежа Тромења? Зошто и одговорот на министерот, направи ми го ова, ќе ти го направам тоа. На такви начини пари дозволени од Европска банка за крстуци исклучиво за Куманово, а 3,5 години не се имплементираат. Ве прашувам, господин Драган, дали чувствувате вина како Куманов за се ова што му се случи на Куманово? Канализационата мрежа ќе биде изместена и салата ќе биде отпочната со градба. Така беше и со теренските терени. 6 пати издававме дозвола, додека проектот теренски терени е стар од 2011 година. Утре вечер во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе се одржи литературна поетска вечер насловена Илинденски секавици 2016. Поетската вечер е во организација на Сдруженијето на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Обденица. Настанот е со почеток во 19 часот. Буџетот на кошаркарскиот клуб ќе биде помал, но тоа не значи дека градот нема да има тим за гордење, истакна градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Тој потврди дека денеска официјално е продолжен договорот со Бојан Трајковски, а недостасуваат уште подписите на Костовски, Јаневски, Караџовски и Караколев.
Кошаркарскиот клуб Куманово и во наредната сезона ќе биде една од главните екипи во домашното првенство, истакна првиот човек на Куманово Зоран Дамјановски и на тој начин ги демантираше коментарите дека клубот згаснува. Тој потенцираше дека во моментов навистина има големи амбиции во однос на финансиските можности, па поради тоа ќе се обидат да ги адаптираат истите со желбите на раководството. Дамјановски потврди дека тренерската позиција и наредната сезона ќе ја задржи Маријан Србиновски, инаку и официјално денеска Бојан Трајковски го продолжи договорот со тимот. Се очекува деновиве потписот да го стават и Александар Костовски, Маријан Јаневски, Димитар Караджовски и Никола Караколев. Се јавија некои нови донатори, луѓе кумановци кои се заинтересирани да го поддржат овој спорт и мислам дека ќе најдеме некоја средина. Во секој случај ќе биде малку мал фондот, буџетот на овој клуб за наредната година. Тоа индиректно ќе значи, можеби, не толку драстично, ќе се одрази и на фондот на играчите. Само за подсетување, во моментот во Куманово, тие играчи што ги брани на бојците на Куманово се главни репрезентативци на кошаркашката репрезентација на Македонија. 4 репрезентативци од наш клуб се број стандардни во првите 12 во репрезентација на Македонија и ќе бидат осовина во наредните квалификации за европското првенство. Првиот човек на Куманово се надева дека тимот и во иднина ќе и пружат задоволство на 5000-ната публика која се гордее со својата екипа. Времето денеска во Куманово беше сончево со повремени врнежи од дожд, а дуваше тивок југозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 34 степени, а минималната 20. За утре метеоролозите најавуваат сончево и многу топло време со умерен ветер од северен правец, при што дневната температура ќе достигне до 34 степени, додека утринската ќе се намали до 21 степен Целзиусов. Тука го означуваме крајот на денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.